Македонија е мало парче на земјината топка, но гигантска со историското, културното и со уметничкото наследство. Моćните цивилизации на овој простор оставиле неизбришливи траги, зданија што се вишат кон небото, градби што срастале со македонската почва, блескави звезди од Гутенберговата галаксија. Кога сето богатство на плотна убавина, човечка мудрост и духовна возвишеност би се опишало лаконски, би рекле само едно: ова е раскошна книга на творечкиот самопрегор на една земја, на нејзиниот народ. Ова е македонска енциклопедија. Во Македонија духот на Медитеранот е силен. Подните мозаици, откриени и зачувани до денес, најнепосредно ни сведочат за тоа. Балканот, а особено Македонија, е област преку која се шират влијанието на новата уметност од Цариград преку Солун и Охрид кон запад. Начинот како се градени објектите, урбанистичкото уредување, како и целокупната декорација во античките градови, Стоби, Хераклија Линкестис, Баргала, Охрид, се слични или идентични со они од Солун, Теба во Тесалија, Филипи, Никополис и така натаму. Појавата на развојот на градовите во Македонија представува еден од позначајните фактори за појавата на подните мозаици како специфична уметничка и декоративна дисциплина. Македонија, поради својата специфична местоположба, од секогаш била крстопат на мощни значајни патишта, па од тука и жариште на многу цивилизации и култури кои создале вистински ремек дела. Македонија во минатото се наоѓала на еден од најпрометните патишта на Римското царство, Вија Игнација, која што го поврзувала Рим со Константинопол. Овој пат е изграден првенствено за војни потреби и цели, станал главна трговска артерија меѓу западните и источните делови на Римското царство. По него се движеле и цареви, и легии, и државна пошта, и неуморни трговци, кои и во едниот и во другиот правец разнесувале стока, предонесувајќи за ширење и мешање на културните текови и искуства. Многумина тој пат го нарекувале пат на цивилизациите и пат на верата. По него влијанието од исток навлегувале во Европа. Тука овие влијанија се мешаа и со автохтоното творештво и културно наследство. Од Хераклеја се издвојувал еден пат кој што е поврзувал Вија Игнација со главната сообраќајница по Вардарската долина Сингидинум Константинопол. Овој приклучен пат бил најнепосредна врска меѓу Хераклија и Сердика од една и Стоби од друга страна. Меѓу најзначајните доцна антички и рановизантиски градови во Македонија секако е Стоби. Ова се неговите археолошки ископини. Сместен е на просторот што го зафаќа вливот на Црна река во Вардар. Според археолошките податоци, градот бил подигнат во хеленистичкиот период. Се претпоставува дека тоа било во 359 година пред новата ера. Во текот на раниот и средниот римски период, градот Стоби цутел, на што укажуваат повеќе надписи на споменици. Во времето на римскиот период пак, градот бил епископско седиште. Тогаш и биле подигнати повеќе импозантни цркви, украсени со подни мозаици.
верските теми на мозаиците, укажуваа дека се работи за резиденција што им припаѓала на црквата и на црковните великодостојници. Епископската црква во Стоби е ранохристијанска базилика, подигната на голема вештачка тераса, источно од улицата Вија Сакра, наспроти полукружниот плоштад. Црквата е од хеленистички тип, со трикорабна диспозиција, со полукружна апсида, во која е сместена криптата. Таа има нартекс, атриум со галерии над корабите и над нартексот. Главниот кораб е разделен со колонади и со парапетни плочи од двете страни. Оваа базилика во литературата е позната како базилика на епископот Филип. Со мозаици биле украсени и повеќе приватни градби, чие внатрешно уредување и распоред се сместуваат во Перистериевата и Теодосијанската палата. Во централниот дел на археолошкото наоѓалиште на Стоби се наоѓа градбата наречена Куќа на псалмите. Таа има централна апсидална просторија, ходници, сали со колонади и голем базен. Главната сала е послана со луксузни мозаици. Мозаичната композиција на подот во апсидата се состои од полукружни зони со шара, рибни крлушки. Композицијата во бродот се состои од 3 зони, една правоаголна и 2 ранковни. Внатрешната од рамковните е во вид на јаже, а надорешната има форма на синџир. Правоаголната зона пак е поделена на 3 дела. Во првиот е застапена символична слика, водоскок меѓу 2 ерена и 2 патки. Водата избива од шишарката всадена на врвот на пехрот, кој што го фланкираат 2 акантусови листови. Значи, централната композиција ја представуваат телени, како пијатот кантарос, што символизира вода на животот. Тоа се чисто ранохристијански мотиви, често се употребувани во сакралните и профаните градби во ова време. Како цуд белите камчиња од подните мозаици во Стоби биле обработувани и носени од непосредна близина. Само на неколку километри се наоѓаат големите наслаги од брочениот ридепски мермер, експлоатиран за градби уште од најстарите времења. Во подножието на Перистер од памти век имало населени места.
плодната пелагониска рамница, секогаш богата со вода, била гаранција за задоволување на минимумот потребен за екзистенција. Овде минувал Вија Игнација, тој најстар и најзначаен римски пат на Балканот, што ги поврзувал овие простори со западниот дел на Римското царство. Во непосредна близина на Битола лежат остатоци на една голема античка населба. Тоа е Хераклеја Линкестида, а потекнува од илирското племе Линкести. Хераклеја е еден од позначајните антички градови во Македонија. Градот екзистирал повеќе од еден милениум. Формиран е во средината на 4. век пред нашата ера од страна на Филип II Македонски, како важен стратегиски пункт. По средината на 2. век пред нашата ера, римјаните ја освоиле Македонија и ја поделиле на 4 области, а Хераклеја припаднала на 4-та област. Благодарение на патот Вија Игнација, во кој што овој град бил важна стратегиска станица во римскиот период, Хераклеја доживува голем просперитет. За значењето на градот зборува и почесниот надпис од времето на Септимије Север, каде што на Хераклеја и се укажува посебна почест покрај незиното име да се приклучат и царските гентилни имиња. Во рано христијанскиот период, Хераклеја била епископско седиште. Некои од незините епископи се забележани во актите на неколку црквени собири. Така, епископот Еуагриус се споменува во актите на концилот одржан во Сердика во 343 година, епископот Куинтилиус на соборот во Ефес во 449 година, а епископот Бенигнус во Цариград во 553 година. Мозаикот во нартексот на големата базилика во Хераклеја е единствена композиција со вонредни иконографски и ликовни мотиви и со богатство на материјал употребен со посебно занаечиско искуство. За изведување на овој мозаик покрај природниот материјал, мермер и камен, хроматските вредности на мозаикот се збогатени со вештачки материјал, стаклена паста и керамика. Мозаикот го изработила една група мозаичари која дошла од некој поголем уметнички центар. Тоа е група мајстори која во изведувањето негувала добри занаечиски традиции, а со своите мозаички интерпретации на темите достигнала највисоко уметничко ниво на своето време. Секако дека за изведувањето на овој голем и квалитетен килим на мозаик била потребна поголема група добри искусни мајстори и помошници, како и соодветна организација на работата. Познато е дека мозаичарите во античко време, а и потоа, во целиот среден век, работеле во големи групи. При изведувањето на работите им биле поделени. Пиктор Имагинариус бил автор на композицијата. Пиктор Париетариус е оној кој ја изведувал композицијата на мозаикот. Мусеариус бил оној кој што го подготвувал мозаичкиот материјал. А Калцис Коктор се викал работникот или занаечијата кој ги подготвувал малтерите за подлогите. Благодарение на зачуваните ретуши на мозаикот, може да се констатира присуството на мозаичари во Хераклеја неколку децении по изработувањето на овој мозаик. Но со оглед на послабиот квалитет на изведувањето, може да се заклучи дека тоа повеќе не е истата група мозаичари.
Во овие поправки на мозаикот настанале големи оштетувања кои се затворени со малтер и мермерни плочи, без обид за реконструкција на мотивот, што покажува наполно отсуство на мозаичари. Мозаикот на подот во натексот на големата базилика е фигурална мозаична слика со вонредни квалитети кој може да се вброи во редот на малобројните зачувани врвни дела на античката уметност. Овој мозаик далеко ги надминува досега познатите мозаици на подоби и по своите уметнички квалитети и по својата содржина и по символичното значење што е дадено на таа содржина, како и по иконографското значење на композицијата. Раскошниот колорит е постигнат со околу 20 бои и нијанси со коцкичкиот камен, мермер, тула и стаклена паста, што повеќе одговара на сликарската палета за ѕидни мозаици. Очигледно е дека непосредни стилски споредби и инспирации треба да се бараат меѓу дела од сликарството, а не кај истовремените мозаици на подобите. Овој мозаик е изработен при крајот на 5-тиот или на самиот почеток на 6-тиот век. Хераклеја во 479 година ја ограбил и изгорел Теодорик. Логично е да се предпостави дека во последната деценија на 5-тиот век по ослободувањето од Теодорик биле години на обнова за владењето на византискиот цар Анастазије. Мозаикот во нартексот представува една синтетичка композиција составена од неколку инаку независни мотиви. Христијаните сметале дека космосот се состои од 4 домени. Едниот, недостижниот, духовниот, е царството на небесата. Другите 3 му припаѓаат на светилниот свет. Небото, земјата и океанот, кои сите ги опишува. Првиот домен е оној абстрактен, духовен домен. Царството на небесата, символ на она највозвишеното, на моралната сила на конечната победа, и тој се среќава како централен мотив во композициите. Овој домен во нартексот на големата базилика во Хераклеја е застапен со мотивот во централниот дел, каде што е представен медаљон, што значи причесна, еухаристрија и крштевање. Виновата лоза е символ на Христа, срната и срнакот, кои ја доближуваат устата до пехарот, ја символизираат тајната причесна, соединувањето со Бога преку земањето на неговата крв и тело. Вториот домен на рајот е представен со плодните дрвја, птиците и цветовите. Од дрвјата, од лево надесно се застапени кедар, цреша, јаболкница, маслинка, по еден кипарис од секоја страна на медаљонот, суво дрво, круша, смоква и нар. Од 8 дрвја, 7 се со изобилие плодови, а едно дрво е суво. Сувото дрво
може да биде алегорија на стерилноста на паганството наспроти плодноста на единствената и вистинска вера, христијанската, а може да значи и регенерација преку крштевање. Третиот домен, земјата, ја представуваат 6 животни и тоа од лево надесно. Дивојарец, па групата на бик и лав во став на напад, потоа песот, кербер, врзан за смоквата, и на крајот гепардот, како ја раскинува кошутата. Четвртиот домен, водата, е прикажана на бордурата, каде што во 36 осмоаголни полиња. Помеѓу нив има ист број меандри во вид на свастика, се прикажани делфини, сипи, октоподи, мочуришни птици и други водни животни. Во централниот брод на големата базилика постои надпис изведен со мозаик и е забележано името на донаторот. Надписот гласи: Vinica domesticus laboravit pro peccatis suis. Vinica domesticus го направи заради своите гревови. Со проучувањето на старата уметност, особено незината декоративност, доаѓа до полн израз она што досега на некој начин се игнорираше, а тоа е големата улога на македонската средина, на незините културни традиции и внатрешни импулси во поттикнувањето за создавање ликовни дела. Тоа, впрочем, и го чинат и најмладите од детската ликовна колонија во Битола. Културните традиции на стариот свет од овие простори се секогаш инспирација за нови ликовни доживувања. Секое време има свои карактеристични ликовни форми на изразување. Античките мозаици во Македонија, како влијание на духот на Медитеранот, се еден таков израз. Тоа е сликарска техника изведена со редење на разнобојни коцкички од камењ, глазирана керамика или стакло во малтерна основа. Служи за декоративно и монументално украсување на архитектонските површини на подобите, ѕидовите и сводовите. Подниот мозаик во основа ја зачува идејата на скаменет чилим, со мотиви како и во ткаенините, земени или од непосредната околина, или од верските и митски верувања, но секогаш идеално вклопени во интериерот на градбата. Потеклото на мозаикот е од Египет. Се развил особено во хеленистичката, од каде што го презела римската уметност. Со својата прикладна техника, декоративност и способност да се приспособува на разните површини во интериерите и екстериерите на архитектонските споменици, подоби, ѕидни површини, сводоби и слично, добива свој голем процут
и во старохристијанската, а и во византиската уметност. Ранохристијанските мозаици во својот ликовен свет ја вградуваат и идејата за искрено припаѓање на христијанската религија како единствено исправна. Тие безмалку се едно сликарско сведоштво на своето време и оттаму се драгоцен извор за проучување на уметноста и состојбата на духот воопшто. Мозаиците вградени во подобите на базиликите и јавните објекти ја избегнаа судбината на зидните мозаици и фрески. При уривањето на објектите во војните или во земјотресите, тие остануваа прекриени од наслагите на унатите ѕидови, за да ја зачуваат својата раскошна убавина и за нашите очи. Лихнит е најголемиот град на Дасаретите. Се наоѓа на брегот на истоименото езеро, кого македонците успеале да го воблечат во своето културно, грцизирано подрачје. Почнувајќи од Филип II, кој 358 година пред нашата ера ги покори илирските племиња се до Лихнитското езеро, Дасаретите во целост или со еден дел повремено влегуваа во составот на македонската држава. За време на римскиот период, Лихнит како важна станица на патот Вија Игнација доживува голем процут. Во царскиот период, Лихнит стана седиште на епископија. Како епископски град во провинцијата Нов Епир, припаѓал под јурисдикција на црквата во Солун, чија врска со римската црква ќе продолжи уште долго време. Во првата половина на 4. век на синодот во Сердика во 343 година се споменува присуството на лихнитскиот епископ Дионезије. На синодот во Халкедон во 451 година присуствувал епископот Антониус. На крајот на 5. век се јавува епископот Лаурентије, а во почетокот на 6. век се споменува епископот Теодоретус. Благодарение на одличната природно утврдена положба, Лихнит се одбранил од нападите на готите при крајот на 5. век. Прокопије вели дека тој настрадал од голем земјотрес на почетокот на Јустијановото владење. Најстарите пробиви на христијанството во Лихнитскиот крај се врзани со проповедникот Еразмо од Антиохија, кој што живеел кон крајот на 3. век, а настрадал за време на Диоклецијановото гонење на христијаните. Традицијата го зачувала култот на Свети Еразмо, посветувајќи му пештерската црква во непосредна близина на градот. На оваа локација неодамна е откриена монументална ранохристијанска базилика, чии што подоби се богато декорирани со мозаик. Баптистериумот е изведен во форма на тролист. Од внатрешната страна е обложен со малтер и фреско сликарство. Во средината на краците се наоѓа писцена со крстеста форма. Зачувани се 3 симетрични слики. Водоскокот меѓу 2 дивојарци и 2 гуски формира симетрична слика во северната конха, меѓу 2 дивојарци и 2 ребици во јужната, а меѓу овци и 2 фазани во источната конха.
Водоскокот е сложен од неколку делови и цевки со шишарка на врвот, која е всадена во пехар на висока нога. Младешките глави се персонификација на 4 рајски реки. Од нивните усни истекува вода во млазеви. Покрај секој е напишано име. Геон во северозападниот агол, Фисон во североисточниот агол и Еуфрат во југозападниот агол. Тигар би бил во југоисточниот агол, но не е зачуван. 4 рајски реки во вид на човечки глави представуваат новина во ликовниот репертоар на старохристијанската уметност. Оваа мозаичка целина е резултат на големо теолошко образование и учена ликовна диспозиција, сугестивно ја заокружува илустрацијата на рајот. Во еден умилен парк, во изобилие на света вода, која што истекува од устите на реките и фонтаните, се напојуваат верниците обликувани како елени и јагниња, бидејќи актот на крштевање го отворал патот кон рајот. Представите на рајските реки во форма на човечки глави од Охридскиот баптистериум се единствени антропоморфни фигури досега откриени на подрачјето на Македонија во комплексите на подните мозаици засега познати. Во поново време, има сериозни обиди мозаикот своето место да го најде во современата уметност и да се оживи еден помалку запоставен уметнички вид со доста богати традиции.